Ако се вратам сега дома, сакам да паднам право во дедовиот двор. Да станам пак дете како некогаш. Во местото каде возовите и авионите се уште не пристигнале да ги однесат животните сокови во пакалниците на далечите светот. Ова се дел од стиховите на поетот Ристо Маџунков, сместени во неговите нови дела Прашинки и реобјавената збирка поезија Вечен збор. Струмичката публика синоќа беше дел од промоцијата на стихот збирките, за кои говореше рецензентот Трајче Бјадов. Кога пред нас имаме поезија чија основна емоција е една многу добро истражена и позната тага, која не произлегува од предетерминираниот трагичен поглед на светот, туку од соочување со личната загуба и болест, тогаш неодменлив е впечатокот дека таквата поезија е допрена од божественото на еден амбивалентен начин, како благослов и проклетство во исто време. Задачата на секој поет, ставен во таква позиција, е само да ги лови нишките што таа снажна подземна енергија му ги диктира, а тоа е како да се обидува да ја сопли и пренасочи таквата подземна река со голи раце. Пресилни емоции се тоа, дури изборот да се справи со нив. Поезијата на Ристо Маџунков во Вечен збор, уште тогаш, 1992 година, како да се зафатила со тој подвиг. За делата на Маџунков зборуваа Јацо Гогов, книжевен критичар, Иван Котев, проследувач на книжевноста и културен деец. Макна зборот Ристо Маџунков пее за животот и смртта, за љубовта, за другарството и пријателството, за секојдневието што не окружува. Лексемата збор, како да е носечка во неговата поезија. Неслучајно рецензентот на книгата што ги промовираше Трајче Бјадов ќе потсакна дека расправите за зборот се големи теми. Во едно од Евангелијата во почетокот пишува: во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Бог беше во Словото. Се работи значи за еден автор кој што прави еден вид рекапитулација на оно што значи негово поетско твориште. Како што на едно убаво место забележува рецензентот на двете книги, ова фрагментирана поезија или атомизирана, како што пишува тој, овие ситни парчиња кои повстатуваат на оние најдобри места на Алке или на Сафо, на тие дистеси или пократки лирски облици, практично сугерираат дека сите тие книги на Ристо практично се едни парчиња, малички делови од една голема книга. Во она смисла во кој што Стефан Маларме зборуваше дека ние целиот живот практично пишуваме една книга, без оглед колку практично во стварноста книги ќе се појават. Таква е и поезијата на Ристо Маџунков, еден пев, едно пеење кое што е фрагментирано, кое што е во суштина има многу блиски врски со оно што значи во поширока смисла еден медитерански комплекс со морето, со водите, со мирисот на калинките, портокалите, но тоа е еден посебен аспект за неговата поезија кој што верувам бара поинеков пристап. Книгите се во издание на издавачката куќа Антолог од Скопје. Поезијата на Маџунков ја читаа Мариета Дукич, Сузана Мицева и Наташа Василевска-Трајчевска.